Добро вечер, почитувани гледачи, и добро дојдовте во првата епизода на Фидбек. Емисија која ќе има за цел да ве релаксира, да ве опушти и се разбира да ве забавува секоја саботна вечер од 19:15 часот, односно веднаш после вестите. Предпоставувам дека повеќето од вас ме знаете, но оние што не ме знаете, јас сум Елена Митева и на моја голема радост после 4 години повторно се враќам на малите екрани и тоа на мојата омилена телевизија, а тоа е Телма телевизија. Знаете дека ќе се дружиме, ќе напоменам повторно секоја саботна вечер од 19 часот и 15 минути. Фидбек ќе биде емисија каде што ќе имаме многу гости, ќе има многу забава, ќе има многу музика, ќе имаме отприлика 1 час да ја загрееме атмосферата овде во нашето студио, но се надевам и во вашите домови. Нема да должам многу, почнуваме. Так, ќе продолжам да си играм и понатаму. На слушалки ве се слушнав се што треба. А тоа што вас сакам да ви кажам е дека во студиото нема да сум никогаш сама. Покрај сите овие прекрасни луѓе кои што работат на емисијата, зборувам за луѓето позади камерите, за продукција, за режија и сите оние на кои што сум бескрајно благодарна. Секако во студиото заедно со мене ќе го имам и Љупчо, ќе си направиме вака да пукне, или познат како DJ Брик. Љупчо, добро вечер. Добро вечер. Се мислев како да те најавам, меѓутоа ќе почнам со тоа дека си во моментов специјализант по стоматологија. Да. Јас верувам дека некаде во 2025 година и ќе те имаме веќе како специјалист стоматолог, што е навистина импресивно, но од друга страна диџејството е твоја љубов и твоја пасија. Од кога? Па веќе 20 години. Веќе 20 Од мои 17 години поточно, да. Се бавам со диџејство. Одлично. Кажи ми, Љупчо, која ќе биде твојата улога во Фидбек? Мојата улога во Фидбек ќе биде да ги забавувам гостите и да правам убава атмосфера, да уживате вие. Мисли моја, значи чекаме добра музика и добра забава. Ќе биде, мора. Каде обично можат да те сретнат гледачите, да те слушнат, можеби, да те видат? Најчесто сум во Ботаника. Поздрав до Ботаника, до цела екипа. И претежно приватни забави. И приватни забави. Да. Одлично. Јас искрено едва и чекам да се забавуваме заедно. Можеби ќе имаме некогаш некои желби во однос на музика, меѓутоа се надевам дека ќе не ги исполниш. Нема проблем. Се гледаме? Се гледаме. Покрај DJ Брик се разбира во студиото ќе имаме секоја саботна вечер и прекрасни гости со кои што ќе се забавуваме, со кои што ќе се обидеме или да направиме една интересна и убава атмосфера, како за нас овде во студиото, меѓутоа уште повеќе и за вас во вашите домови. Така да, она што сега ќе го побарам од режијата е да го видиме видеото за мојата прва вечерашна гостинка. Кажам, освен дека веќе видовте дека станува збор за една прекрасна млада дама, јас би ја кажала како мојата малешевка, бидејќи има таква жичка, би кажала дека многу успешно плива во нејзините уметнички и професионални моменти, меѓутоа исто така и во приватниот живот, исполнувајќи се и како мајка, и како супруга, и како сестра, и како керка, и како што се не. Но ќе ја повикам Катерина Шехтанска овде до мене. Ката повели? Леле, јас сакам со музика да влезам, за моја. Може ли со аплаузи? Да молам аплауз за Ката. Ката, ние си се изгушкавме предходно, меѓутоа еве и вака официјално пред камери. Прво кажи ми, односно морам да ти кажам дека ти се радувам дека си моја прва гостинка во првата епизода на Фидбек. Јас морам да ти се заблагодарам пред се и да ти кажам дека јас ти се радувам и дека конечно треба вакви ликови да се појавуваат на телевизија, да имаме што повеќе забавни емисии, затоа што веќе до овде ни од тоа сивило, од политика, од се и се што треба да се врати нормалниот тек на животот и пред се да ти честитам и ти посакувам повеќе сезони да имаш успешни. Ти благодарам, се надевам дека ќе биде така и како ви кажат од твоја уста во Божји уши. Ката, овде имаме еден малку по-неофицијален разговор би рекла, негде каде што гледачите ќе можат негде каде што гледачите ќе можат да ве запознаат во малку поинакво светло.
каде што ќе си направиме разговор од типот на зошто си блондинка, а не си, например, бринета. Па, Дали си например, размислила? Например, јас сум природно риджа, смеја, почнав со плава, не знам зашто на мојот жолтен, лоштен најмногу одговара тоа. Сум била на една реклама на црвено вино црвена, каде што ми кажале дека убаво ми стои, и никако повторно си ја враќам плавата боја, затоа што како блондинка мислам дека Апсолутно најмногу си се најубава. допаѓам јас. Супер си, прекрасно ти стои. Можеш ли да се опишеш со 3 зборови? Дрска, арогантна, правична. Ми се свиѓа. И искрена морам да признаам заради тоа што можеби делумно и се служувам со тоа што го Така е. кажа. Што е за кате среќа? Што е за кате среќа? Здравието пред се. И убави работи, и малите ситни нешта кои што ме исполнуваат и кои што ме прават мене пред се да бидам јас среќна, па понатаму за другите. Апсолутно. Постои ли некаков дневен ритуал без кој што не можеш да си го замислиш денот? Ако е за убавина, не, затоа што не се бавам со тоа, не знам зашто, ги немам тие ритуали, немам навика таква, а треба веќе да ја имам. А без што не можам? Не можам без подолго спиење, значи не сакам некој да ме буди, сакам пред Да си 10 се да не одсмиеш станам. како што треба. Да, тоа ми е страшна работа, значи и не можам без релаксирана атмосфера и денот не можам да го замислам без туширање. Добро. Театар или балет? Те знаеме и како балерина, те знаеме и како... Знаеш да пецнеш? Да, знам да пецнам заради тоа што те познаjem те. И како балерина и како актерка. Каде повеќе лично се пронаоѓаш и кој е твојот порив? Нема да ги збунам гледачите ако кажам во двете. Значи, пред се сум била балерина, од дете сум балерина, од 9 години сум започнала сцената, сум ја освоила пред се како балерина. Мада тука некаде беше на 10-11 години како глумица се проба во една представа. И потоа некако мислев дека тие две работи едно со друго треба да ги спојам и дека едно без друго не можат. И кога ќе ме прашаш, многу повеќе не можам без балетот, отколку без глумата, затоа што не научив да глумам, научив да бидам многу искрена и отворена. Никако тоа тешко мина, ама како поминуваат годините, одлично се снаоѓам во тоа и мислам дека има многу материјал во мене кој што допрва треба да исплива на површина, така да за балета веќе доцна, така да мислам дека како актерка Може и понатаму да се работи, Да, така е, да, да се расте во целава ситуација. Сега, многу често те има по медиумите и во некакви различни форми. Дали тоа значи дека медиумот е нешто што баш те влече? Медиумот исто ми е нешто што е сродно со овие две работи. Значи, балет, глума, медиум, тие се работи каде што јас сум практично израсната. Како ќерка на глумец, јас растав во театар и во телевизија. И никако и камерата е нешто што си имаме взаемна љубов. И мајка ми, например, често знае да ја раскаже таа приказна дека нешто што си имам плашено како мала, тоа било апарат и камера. Да, за на крај. А сега сакаш? Да, за на крај да испадне цел живот да бидам пред тоа. Медиумот како медиум е многу моќен, за разлика од сцената, многу повеќе луѓето те Допира до препознаваат. нив, Така, од телевизија, од колку и представи да направиш. Кај мене се случи тоа што нели ребис, па како актерка, па нели некако својствено е кога бираат за нешто, за некој проект да викнат некој кој што еве или е глумец или претходно се појавувал во тоа, на телевизија, така. да. И сега повеќе се комерцијални реклами, никогаш како водителка, но јас не сум водителка, значи не сум ни новинар, не сум ни водител, него секогаш на пример кога ги правам тие проекти така, гледам да бидат со мојот дух да си удрам јас свој печат и да бидат нешто поразлично од она како што нели треба да биде една проформа на еден новинар и на една водителка. Зима или лето? Лето, Зошто? затоа што сум летно дете, родена 19 август, затоа што ми е ладно нон-стоп и затоа што зимото сум околу празниците кога е тој периодот и снег ако има, не го сакам. Дали Малешевската жичка која што веќе ја напоменав и во најавата те прави посебна?
Да, затоа што сметам дека луѓето од Малешевието, поточно од источниот крај, се многу помеки, поблаги и ме прави мене посебна и горда затоа што и двајцата родители ми се од исто место. Го влечам тој корен од таму, со гордост си го носам затоа што тоа е Швајцарија на Балканот. Апсолутно се служувам. Да си ги поздравиме и нашите малешевци. Ете, ние реков, имаме ние некоја малешевска жичка, тип двајцата родители, јас по мајка. Така да, мислам дека сепак тоа, знаеш како викаат жените малешевки биле како жити мравки. Ти тоа си го чула? Не. Кои работливи, вредни и така натаму. Ама и меки, помеки сме. Мада сме и малку и оштри, ние повеќе знаеме со раката да удриме на маса, отколку од другата страна. Колку ни е добро, толку е лошо, знаеш, но во ред. Си држиме свое, да, си држиме до своето, не попуштаме, да, и не дозволуваме да ни го менуваат идентитетот. Супер, Ката, фала ти, ќе те сместам на позиција. Да ме сместиш. Се гледаме за кратко. Може би по фотографиите препознавте, а оние кои што не препознавте, мојот втор вечерашен гостин е Драган Стојчевски, поранешен мистер на Македонија, заштитно лице на синьори, сега во моментов работи во полиција, фитнес тренер, балкански шампион во фитнес, туку што се врати од светско првенство на бодибилдинг и фитнес и списокот е навистина голем. Но нема јас многу да зборувам, ќе си зборува Драган Стојчевски, го повикувам да дојде овде до мене. Драган, повели. Може аплаузи за Драган. Здраво, како си? Добар, супер. Драго ми е што ти имам, еве и тебе во првата емисија. Се вака драги, убави луѓе во првата емисија на Фитбек. И мене ми е особено драго, бидејќи се познаваме подолги години и ми е чест што сме гостин кај тебе во првата емисија. Како што реков, на почетокот одиме со малку по-необични прашања, односно да ве запознаеме малку од една поразлична гледна точка. Доколку не би работел како фитнес тренер, односно доколку не би се занимавал со фитнес, што би бил вториот спорт што би бил по избор? Јас имам завршен професор по физичко, далечно на 2003, сигурно би бил професор по физичко. Ако евентуално тоа не би го работел, може би бил некаде танчер во странство. Добро. Од каде полицијата и ако треба да се одбере помеѓу полиција и да се биде модел или некое заштитно лице, што е тоа што ќе се одбере? Зависи колку е платено. Апсолутно. Сигурно би го одбрал на второ. крајот на денот сите работиме, нели, за Така, сите сега. за материјални средства. Која е твојата дефиниција за среќа? Едноставно да бидеме свој, да бидеме ние кои што сме и да не исполнуваат ситни работи. Бидејќи материјалните работи секогаш се дел од потребата на човекот и да сепак за мене малите работи се доста битни и едноставно треба да се дружиме со луѓе што имаат позитивна енергија, бидејќи во денешно време искрено и таа енергија што треба секој човек да ја има ја изгубивме и е многу мал процентот на застапеност кај луѓето, не знам зашто е тоа така. Меѓутоа, Се служувам, што е најважно, ние затоа ќе што си продолжиме да си бараме, да речем, таков тип на луѓе што имаат таа внатрешна енергија и ќе споделуваме и нашата внатрешна енергија и позитивна со таков тип на луѓе и ќе се дружиме со нив. Бидејќи, ќе кажем пак, значи, овој животот е многу краток и ние сме само патници на ова време, така да не треба да се многу оптоваруваме со материјални работи, има и други работи кои што се сепак главна побитни. мотивација и демотивација. Мотивација, ако мислите за спорт, е мојот татко Генерално. Мојот татко е секако најголемиот мотив, бидејќи не е веќе присутен тука. И ми даде една насока во животот каде што ете јас продолжувам да се занимавам со тоа. А демотивација, не сум размислувал да ви кажам никогаш. Може би лоши луѓе кои што ги спомена или негативни луѓе кои што црпат сепак енергија. постојат такви луѓе, да, меѓутоа и како подминуваат годините, веќе ги чувствувам таков тип на луѓе, дека се многу негативни, затоа ги избегнуваме. Од друга страна па би рекол дека добро и што постоje, затоа што од друга страна па ако постојат такви луѓе, ние ќе бидеме индиректно поинет, ја тој спортски инат што го имам, значи
не би дозволил некој со негативна енергија да ми пренесе, за да можам јас да успеам како што успеав и сега на светското првенство. Кафе или чај? Чај секако. Зошто не пиеш кафе? Те понудивме со кафе, рече не сакам Да, кафе. ме понудивте, не знам, значи стварно немам навика да пијам кафе, ја ве 20-30 години не пијам кафе. Едноставно не ми побарал организмот или не знам, сепак сум за вода или чај. Добро, паметно. Сабота вечере, што е тоа што повеќе би го одбрал? Дали може би излегување со пријателите, негде навечер, или пак седенка со филми и пуканки? Па излегување со пријателите. Сепак е сабота. Сабота и вечер. по позитивна енергија. Значи да сепак, се нели, кога разбереме, има и музика. кога ќе завршиме со емисијава, јас ти и Кате под рака негде во град. Може Секако, така? ако се сложите идеме, секако. Готово, договорено. Тетово или Скопје? За И живење. зошто? Кој е Па, твојот избор? би кажал дека во Тетово сум живеел веќе 30 години. Тука сум веќе 9 години во Скопје, сепак би го одбрал Скопје, иако корените ни се од таму, нели, не треба да ги криеме, сепак треба секој да каже од каде, како што кажавте вие, нели, вашите Така е. корени се од Малешевието. Затоа и прашав. Скопје би го избрал поради тоа што има повеќе можности, да речеме, и за комерцијални работи, за реклами, снимање, например, за бидејќи се занимавам и со тоа, сепак е поголем изборот и има повеќе избор за било што, заради тоа. Умилен спортист или спортистка? Па Новак Џоковиќ би го одбрал сепак еден од најдобрите спортисти за мене, меѓутоа има и многу други, ете бидејќи он е од поранешна бивша Југославија, така да би го одбрал за него сепак. Супер. Фала ти. Се гледаме Се гледаме. во другиот дел од студиото. Сега. Фидбек со Елена. Така е. И јас сум на својата позиција, меѓутоа и моите драги гости се наместени. Мислам дека удобно. Дали ви е удобно? Удобно. Ако ви е удобно, можеме да си почнеме и овде со муабет. Некако започнавме со разговор кој што е малку понеофицијален. Не дека е сабота вечер па сега ќе зборуваме за не знам што, меѓутоа малку околу вашата професија и околу тоа со што се занимавате во моментов. Почнав прво Кате со тебе, меѓутоа овој пат ќе свртиме со Драган. На дамите да дадеме предност. На дамите да дадеме предност. Па не би рекла дека е дама во секој случај. Се шалиме ова. Малку за... Драган се врати со многу награди, како што реков, од светското првенство кој што се одржуваше во Шпанија, беше така? Да, во Шпанија, во Санта Сузана градот. Така, која беше овде главната мотивација и со што се ни се врати, пошто гледам многу медали? Па првично започнаме со државното првенство, тука кај нас. А пред тоа државно првенство во април месец беше купот на Македонија, квалификација беше за европско. Еден од спонзорите ми вети дека ќе ми помогне. Меѓутоа на крај испадна дека ме зезна и не отидам на европско. Офлала. А сега на светско, нели, викаат секој е лошо за добро. И на ова светско првенство тој што беше втор на европско, кога се напреварувавме, испадна дека е петти. Ја бев подобар од него, значи ја завршив на четврто место, иако имав ист број на поени со третиот. Не знам зашто шпанците одлучија да му дадат на шпанецот трето место. Претпоставувам за сега зошто. Домашен си е и претпоставувам на домашните мора некако по дефолт тоа да се... Не се нико македонците на македонците да не им дадат. Така е, така е. Да, а формата што ја темпира ми беше во пролетниот дел за купот. Тогаш би атакувал на првите три на европско првенство. Тоа што ми беше и целта, меѓутоа ете спонзорот ме зезна и ми го зеде медалот од уста. Така испадна, бидејќи овој што беше сега петто место на светско првенство, бев пред него едно место. И не застанувам тука сепак Неправдите секогаш постоеле, но познавајќи те тебе и твојот инат, би го рекла, спортски инат, и твојата желба да се успее повеќе од очигледна. Пред да продолжиме понатаму, сакам само ако може режија да погледнеме едно искрено од срце кажано видео снимено од Драган кога ја доби наградата. Тато, тоа што ветир за тебе, кој исполнив, еве го тука. Планира да бидам шести, ме завршив четврти. Фала ти за све. Идемо напред. Знам дека се радуваш. Добро, што може да се каже, освен дека навистина срце пара оваа порака која што ја слушнавме. Драган, колку татко ти беше
ти веќе и ни спомена на почетокот дека беше еден од главните луѓе кои што те мотивираат да го работиш ова. Меѓутоа посветата е токму на него. Точно, да. Значи, јас кога започнав да тренирам атлетика од мојата 12-та година, секој ден заедно со, мислам, мојот татко беше присутен на секој тренинг мој кој што се одржуваше на спортскиот центар во Тетово. И уште од тоа време, да речем, ме насочи на правиот пат. Правиот пат за мене би рекол да не пиеш и да не пушиш, меѓутоа нема некој да се сложи со мене. Сепак ете јас се успеав да го направам тоа што неговата желба што беше неговиот мотив. И ете кога не напушти, јас едноставно продолжив и ветив дека еден ден ќе освојам медал за него. И тоа се случи на светското првенство. И затоа и Добро, ова е емотивно. Да, јас не можам да ги сокрием чувства, значи стварно и извинете. не треба да се сокријат чувствата. Јас се радувам кога луѓето може да ги искажат своите чувства. Тоа се гледа и во твоето видео колку е и мокино и да ни речам потресно од проста причина што сите знаеме колку родителите значат. Ката, за да направиме една мала пауза, колку кај тебе родителите, односно е вака, и за двајцата прашања, од денешен аспект, веќе сме сите возрастни луѓе, дали како повозрастни луѓе малку повеќе ги цениме нашите родители, односно кога сме исполнети како родители, како ги гледаме нашите родители и дали можеме да ја разбереме нивната грижа, нивната посветеност, нивната жртва би рекле што ја давале за нас. Мислам дека, гледајќи ги моите деца, додека сме се уште млади, мали, не знаеме да го цениме тоа, можеби подоцна од која ќе осетиме и ние на свој грб што прават и како прават, и што правиме ние за нив, можеме да направиме една паралела што правеле нашите родители, како ние сме гледале на тоа и како гледам сега јас од оваа перспектива. Јас можам да кажам дека сум благодарна на моите родители што сум израсната буквално без проблеми. Они ги имале проблемите, не велам дека ги немале, но никогаш не ги покажувале пред мене. За разлика од тоа што, например, денешниве наши деца го гледаат сето тоа, јас не успеав нив некако да ги заштитам од сето тоа. И мислам дека ме направија посилна од една страна затоа што цел живот го гледав со розови очила и сметав дека се треба да биде како што треба. Во сега гледав добрината, убавината, неколку работи ме треснеа од земја и мислам дека тука беше она каде што најмногу сум им благодарна дека сум израсната во личност која што можеше стоички да го издржи сето тоа. И мислам дека поради тоа ја правам дистинкцијата сега како растат нашите деца, како сме растале ние, какви жртви давале нашите родители, какви ние и сега повеќе го ценам она што го правеле моите, за кој што порано сум била многу лута. И сум била гневна на некој начин, зашто не ми дозволувале ова, зашто не ми дозволувале она, како постапувале, например, за некои мои постапки што сум ги правела, како реагирале. За некој, да, за некој не сега, да бидам искрена, ама да, сме знаеле да се наљутиме или леле, па оставете не сега, тоа е моја одлука, сметаш јас не сакам да го знаат направам ништо, тоа. да. И така натаму, кога сме сметале дека се што лета се јаде, и кога сме биле мокни, меѓутоа од денешен аспект, затоа велам како вака малку повозрастни веќе можеме да го разбереме поривот на родителите и што значи да се биде родител. Различно е, не можеме да направиме паралела, пошто они не воспитувале нас различно, ние сега мора да ги воспитуваме многу поразлично. Поради тоа што сега живееме во вакво време, не време каде што оние вредности кои што нас ни ги давале родителите сега никако не функционираат. И доколку гледам еве јас така кога ги воспитував децата дека не можат баш да се снајдат. Драган, кај тебе каква е ситуацијата во однос на тоа како ги гледаш од денешен аспект родителите и нивните совети, што некогаш може би биле и досадни. Знаете како велат? Најдосадните, но и најкорисните совети се советите на родители. Јас претпоставувам дека и јас како родител, и вие како родител, кој знае колку сме им досадни на нашите и повторувачки. Да, на нашите деца, но едноставно мора тоа да излезе и да се каже родителство. Да, па се согласувам со Кате истото, значи ние сме горе-доле генерација и така сме растени, сепак би рекол единствен човек што ти мисли добре нашите родители. Ние сме терале инат, како што вика Кате, за некои одредени работи, меѓутоа како стануваме позрели би рекол и во поодминатите години сваќаме уствари дека Задржи се на позрели. Дека премногу Позрели не, постари не, позрели. Задржи се на позрели. Дека биле секогаш во право и
сето тоа било, да речем, залудно од наша страна што сме терале тој некој си инат, меѓутоа сега гледано до овие години испаднало дека премногу биле во право. Меѓутоа ние сме сакале малку да се спротивставиме на тоа. Може ли да си ги гушнеме вака нашите родители што ни се здрави и живи во моментов? Тоа е најбитно. И да им кажеме дека навистина ги сакаме и дека во голема мера и тие имаат допринос до она што сме денес. Најголем допринос. Мислам дека најголем Во она допринос што сме израснале, во она што сме станале. Многу е важно на домашно воспитание, многу е важен разговорот, начинот. И она што не буткале да правиме. Така. Сите сме имале бубачки во глави. Питер во грб, која ќе се каже. Да се откажуваме. Сите сме сакале да скршнеме од тој пат кој што нели они ни го трасирале на некој начин, ама многу е битна упорност, јас тоа велам, дека еве и син ми например сега кошаркар го гледам и он има некои моменти кај што сака да се откаже. Јас го преминувам она што мајка ми го правеше со мене. Она е тука секогаш например да ме бутне искрена, брутално, да каже тоа што не треба. Јас велам тоа што не треба, но тоа е секогаш вистината која што ми има научено секогаш не да се повлекувам, него кој ќе ми го каже тоа што јас не сакам да го слушнам, уште повеќе ми дава порив да одам напред. Затоа што е многу лошо па и да ги тапшаме по рамо цело време и да им викаме супер најдобри сте, така терај кој ќе ме грабне. Значи ме има правено сол. Со татко ми имавме нешто, не знам, нешто заедно игравме во некоја представа или некое снимање имавме заедно. И сега нешто дома, пошто ние немаме проби со татко ми, нешто имаше, читавме, кажувавме, а она застанала од страна не гледа и двести. Врска немате. Јас требаше да бидам глумица. И ние двајцата Брутално свативме искрена. дека И после се чудиш од каде ти е таа брутално искреност. Мојата исто, она е безвлакна на јазик и јас сум иста и мислам дека тоа ми направи многу проблеми, али бар имам чиста совест и знам како се функционира понатаму, дека тоа е попаметно. Кога сме веќе кај искреноста и кај она што со Драган на почетокот го споминавме, колку според вас постои пријателство во денешно време? Зборувам за вистинско пријателство, бидејќи знаеме во каков свет живееме. Живееме во свет на, ајде да не речам лаги, измами, меѓутоа го кажувам тоа затоа што почнувајќи од социјалните медиуми, каде што се представува една слика, а животот е сосема поразличен и поинако. Потребата да се покаже колку нели ние убаво живееме, колку ни е се наредено, колку се ни цвета, меѓутоа генерално во животот не е тоа така. Еден ваш став во однос на вистинските пријателства? Еде типа што јас сум побрутална. Да, Ката ќе се чуваме за после, бидејќи Ката може да не утепа со да не се шамара. Јас забележав сега дека е толку брутална, така да јас ќе кажам прво малку, па после она може само се надовржи да биде побрутална. Па кога ќе се навратам, би рекол на 20 години уназад, имаше повеќе дружење, повеќе се ценеа другарствата и пријателствата, би рекол, па и познанствата. Сега во денешно време некако повеќе се гледа корист да се има некој од некого. И кога ќе видиш дека некој го вика на кафе или како си, или ајде да се видим, одма знаеш дека човекот што те бара има некоја потреба од тебе. А пред 20 години не било така. Кога ќе кажел некој да се видиш на кафе, ќе се видиш, ќе си кажеш и работи дел од животот, ќе си кажеш, ќе му кажеш, нема никому да пренесе, сепак нели за поблиските пријатели. Тоа рекла казала веќе да ми Сега така дојде време, ако пренесеш некоја информација на некој да не е вистината, ќе ја пренесе и тоа се шири многу брзо, поготово сега по социјалните мрежи. Сепак би рекол, претпоставам и вие ќе се сложите, вистинските пријатели само може да се набрат на прсти. Јас апсолутно се служувам, не знам Ката што има да каже по однос на тоа прашање. Многу интересно што сум јас сум човек кој што кога има пријатели се дава комплетно и сум била многу наивна и некогаш знам, мислам и сега знам да бидам исто да верувам на луѓето, ама да сега сум неколку пати изгорена и знам да направам разлика. Така да имам пријатели кои што ми останале од претходно, не мора да се гледам секој ден, можеме само да се слушаме или на Инстаграм да си пуштаме рилсови. Доволно е само не знам, барем некаква комуникација да одржуваме и кога ќе се видиме да испадне како да не сме направиле никаква пауза. Лажни пријатели има, апропо мојавето на Инстаграм што прикажуваме, нели, све дека ни е супер. Јас па обратно имав еден момент каде што кажував најлошите работи кога ми беа. И сватив дека народот не заслужува да ја знае вистината, дека многу повеќе се пали, жаргонски кажано, на работи кога ќе пуштиш дека ти е нешто убаво, дека снимаш или не знам што, дека си многу убав. И им отвараш уста. Дали за лошо, дали за добро, ме тоа веќе не се интересира. Ама кога ќе споделиш нешто што е искрено, вистинско, некако гледам дека се толку сите чудни, злобни
И сваќаш дека нема потреба да споделиш ништо затоа што двајца може да сочувствуваат со тебе, а останатите едноставно ликуваат на сето тоа што ти се случува. И тогаш сватив дека подобро ќе пуштам слика како сум насмејана, како снимам. Го сватив медиумот дека нели социјалните мрежи дека е повеќе како медиум во кој што треба да се промовираме ние јавните личности. За другите не знам зошто го прават тоа и како. И едноставно така почнав тоа да го правам. Кога имам, например, некогаш нешто да кажам, гласно говорам, дали е за полиција, ама обавезно ми ги споделуваат тие статуси, Шехтанска кажа, тоа и тоа, пак кажа, затоа што се случило, не треба да молчиме, така? Така е, да. И сега гледам како го сваќаат сето тоа, како го примаат, не ми се допаѓа, затоа што никако народот е разлошен, без разлика дали се работи за пријатели или за не. Не, генерално. Генерално се лоши, апсолутно. генерално чекаат нешто да ти се случи и да почнат да зборат експерти се во секое поле, значи без разлика за што збориш. Обавезно имаат да кажат нешто и вака тргни се на страна. Се научите ли да ги поднесувате оние негативни работи, трачеви кои што сте ги чуле за вас? И кој е вашиот можеби одбранбен механизам? Јас не. Се уште патиш. Не патам, ама не ми е убаво. Па не е убаво. Мислам, не знам дали постои човек некој кој ќе рече мене ми е гаеле што ќе го слушнам тоа или што ќе го прочитам тоа. Постои на збор. Познавајќи ве и двајцата, познавајќи се и себе си, јас верувам дека не постои човек кој што нема да изреагира на лош збор, кажам за него, на лоша енергија, коментар и така натаму. Но ме интересира дали со текот на времето успеавте да изградите некаков одбранбен механизам. Да си го примениме, не за друго. И ние, па и гледачите кои што можеби се наоѓаат во некоја Па да не таква отвориш да не читаш или едноставно да не објавуваш нешто за кое што они би можеле да се фатат. И многу ми е тешка затоа што треба да размислуваат дека сите имаме мајка, татко, фамилија, деца што кои исто што така го читаат тоа, но не, дали мислиш на некого му е гаеле тоа? Не, и затоа гледам дека излошени се, ама малку ќе бидам контрадикторна. Не ги обвинувам, затоа што тие луѓе, мислам, ги обвинувам, гнасни се, одвратни се. Не ги обвинувам затоа што гледам во какво општество живееме, во каков систем и дека тоа ги има направено и на нив што им се случувало, ги има направено такви какви што се. И некако треба да не замераме, ама и да не гледаме на тоа, да не се бавиме со тоа да го читаме, ама кога ќе прочитам, морам да ти признам, враќам. Значи не знам да го изигнорирам. Враќам без оглед на годините, без оглед на што е пишано, еве се на пример и комерцијални работи, кога имам читам доле гнасоти, кај што немам врска, така, јас само презентирам. Апсолутно, апсолутно. Човек кој што може дедо да ти биде, не татко. Враќам. Тоа на пример не треба да го правам. Сега не знам. Добро, да, игнорирањето можеби е и најдобар ги храниш, модул, да. Ги храниш. Како да се избегне тоа? Со тоа го правиш имаш, познат. имаш ти некој твој рецепт? Па, се рецепт. Па едноставно не треба човек да се оптоварува многу, затоа што тоа што е вистина, само ти ја знаеш таа вистина и твоите блиски пријатели. Сега секогаш и било кој да излезе на телевизија и да каже нешто, значи секогаш ќе имаме критики од луѓето, не може се сите да зборат убаво за нас. Да бидеме реални, јавна личност не може да не е изложена на критики и треба да сме подготвени и на позитивните и на негативните критики. Меѓутоа кога се соусули, кога се добронамерни. Значи луѓето треба да се сменат. Значи така е да се разбереме. Матрицата треба да им се смени. Чекајте се една мала дигресија. DJ Брик како е? Одлично. Да те видиме, може малку погласно? Одлично. Погласно. Погласна музиката. Кој играњето? Ти бар знаеш? Добро прашање, имам прашање. Да играме шипки, знаеш само. Come, my lady. Sugar, baby. Одлично. Знаеш се чудна работа. Многу сум сакала, еве да видам диџеј. Сериозно, многу сакам онака да ставам слушалки, миксам и да одам по журки. На На плажа. журка, да. на Кога сме журка. кај музиката. Еве, DJ Брик, ќе почнеме од тебе. Што е тоа што сакаш да го пушташ? Што е тоа што го слушаш најчесто? По дома и во кола, например. Бидејќи многу често, најчесто сме во кола. Па најдобрата музика од сите времиња. Се знае кои се тие, 80-ти, 90-ти. Така е е, тоа. диџеј се согласувам исто, имаш поддршка од Имаш мене. поддршка, кате ти? Апсолутно, ние сме нели. Јас сум Ние сме- настала со класична музика како балерина, потоа ревис комерцијална. Така е. И така да, тоа љуботините се специфични, јас не можам да ги поднесам. Значи не нека можеме ми да ве простат. најдеме на техно журка? Па јас би сакала многу. Јас еве имам другарка Ведрана, она е
сопругот нејзин Да, исто да, диџеј да, и стално кога ќе има журки стално викам: "А сега ќе дојдам, следната ќе дојдам, примемо врска." Ти кој Никако да отидам, а и многу никако да сакам. отидеш. Многу сакам, значи таква музика многу сакам и сакам да се забавувам, сакам такви журки како на времето што ги имавме. Кога излегувавме, не можам да ги поднесам овие сега, не ги разбирам и децава моја, ама си молчам затоа што не можам да сватам шемси мимси кои ќе ги пуштат. А, тоа не, тоа Не, и не. некои што го зборат десингерица, не праша еднаш во емисија Снеже Велков вика што е тоа десингерица, што е тоа, немам појма, не. Како и не знам, ја не Јас разбирам сингерица што е тоа. знам на машина за шиење, што? Да, тоа е. Друго, но не знам. И Катерина го спомна гостинката и баш проверив на интернет кога видов, мислам стварно некако се коси со моите. Да, нема, Ајде да сум играла и се на правила. Нано. Сори, ве спамтиш? Имаше и такви моменти. Инаку само да откриеме дека со Ката одевме заедно во Рибис едно време, бивме извесен период заедно, се поклопивме, ама малку. Малку, да, јас. Ајде, допусти ако се убедиме, може и некој чекор ќе пуштиме Нема што овде се убедиме, Убедени сме, стануваме, стануваме, добро. Но претходно имаме едно малку шкакливо прашање за Драган. Вчера ми стигна... Ајде, ќе седнам. Да, вчера ми стигна вака една порака, каде што пишуваше дали знаете дали Драган Стојчевски се уште тоа се вика игра или изведува стриптиз? Игра стриптиз и читам вака, викам, не знам, ќе го прашаме и сега морам вака во живо да го прашам дали Драган се уште изведува стриптиз и дали навистина се изведувал и како изгледало сето тоа, многу ме интересира. Мораме, Јас сум го видела. а потоа ти ќе Јас ни сум го објасниш. видела. Многу сакам Драган да го слушнам. Стриптизета или стриптизер? Машко Сара? Сора, ајде да чуеме. Еве ти и музика за стриптиз. Да, првпат официјално еве ќе ги срушиме табуата околу тоа што сум се занимавал. Јас порано кажав дека сум танчер. Започнав далечната 2002 и бев доста активен од 12 години. Се занимавав со тоа. Меѓутоа, в тој временски период секако дека негативно ќе бидеш прифатен од поготово од машката популација, се знае. И дека биле љубоморни. Ќе прави си мале. Се знае дека нели се сведува дека си геј, дека знаеш малку имав прилично доста притисок околу таа работа, меѓутоа некако тоа ми исполнуваше и за мене тоа представува уметност, зошто? Затоа што преку игра ја возбудуваш публиката. Ако мисли тоа некој дека е така лесно, еве ќе го земам со мене на некоја забава. Еве јас нема да играм, нека игра он. Тој што смета дека е нели мачо, нешто се прават до денешно време сите, не сакам да кажам какви. Бујрум повели со мене, јас ќе седам на страна, забавувај ги девојките, ако мислиш дека е така лесно. Предпоставувам дека не е лесно, дали си уште го правиш тоа или не? Па имам пауза, да ви кажам искрено, од време на време, ако некој ме побара, значи може, меѓутоа тоа се е дискретно, така да тоа сепак е приватна забава, каде што се забавуваат само девојките и тука завршува се до тоа. Заштитно лицен на синьори, како се најдовте и колку се прунеде во таа улога? Да, година дена, значи бев заштитно лице кај нив. Првично, со нив јас сум се познавал, уствари, јас кога имав 30, он имаа по 18 години, сме вежбале кај студентскиот Кузман во една теретана на еден мој пријател Александар Лековски. И сме се дружили тој временски период дека сум тренирал таму. И сега еден скок од 12 години после тоа, јас 45, они по 31-2. Во интермецу имав една пријателка, помина дечко да се поздрави со неја, вика, ова е газдата на синьори, вика еден од газдите. И викам, дај, ако сакаш, викам, дај, ќе му спомнеме нешто за мене за оддела, чисто ете, Да викам, видиме, онака, да, како ќе помине. Ме фати за рака, ме однесе ке него, вика, Ненад, вика, здраво, вика, вака и вака, ова е Драган. Вика, го знам, вика, јас Драган, сега го гледам дечко, викам, од кај се знаеме. И вика, вика, сме вежбале заедно и ми ја објасни ситуацијата. И викам, па Си ја најдовте врската од каде се да, знае. вика, вие многу млади сте биле, вика, да, вика, дојди да видиш, вика, ми го отвори телефонот, вика, дојди да видиш, сум те ставил во нотес и ми го отвори нотесот, вика, Драган, да го најдеме за сликање за нас. И вика, еве сега, вика, ми дојде, вика, пред мене. Викам, ете, среќа испадна и пошто не ли прават на мера од дела. Вика, ако сакаш да се работуваме, викам, ајде ќе пробаме да видиме како ќе се одвијаат работите. И, значи, стварно почнаме, ете, година дена имаме соработка. Ќе продолжи соработката, се надевам и со нешто друго, меѓутоа понатаму за тие работи. И беа многу задоволни и од друга страна, па јас бев многу задоволен, затоа што ете, пак ќе се навратам сега на тие 20 години назад, кога татко ми рече, во тој временски период, само ти вежбај, тренирај,
времето ќе дојде, вика, твоето време ќе дојде. Слушай, 5 минути, што би се рекло. Биди, вика, активен. И јас можеби не сум знал што секонд да ми каже, меѓутоа јас сум бил послушен како дете. Што ми кажал родител, сум слушал, иако некош нели се Добро, да, апропо мавето дека некој си инајат, меѓутоа ете испадна дека пак бил во право. И каде ни шиташ ти? И кога почнеме да ги шиеме или оделата покрој видеа дека стварно и многу ептен позитивен фидбек имаше од да речем луѓето што ги следат и имаат прашања кај го најдовте моделот, вика од која земја сте го донеле. И вика како вика од која земја, вика наше, вика овој Чичко Драгане. Со тоа Чичко Драган остана Чичко Драган, апсолутно. И беше чудно на луѓето, па како вика до сега сме го виделе. Па јас сум човек што сум секогаш така би рекол повлечен во себе, не сум човек што се експонира. Например, еве сега сум освоил ова што сум освоил, сега што треба јас да идам да ставам на Инстаграм дека вежбам у теретана? Да. Па зошто да не, ние ќе те пофалиме. Мислам, ете, 2 години сум балкански шампион, 2020-2022, ете сега 7 место бев на европско пред 3-4 години. Еве сега ми овој најдобар успех да речам и сега, значи јас треба да го ставам медалот на Инстаграм, да почнам да постирам, демек као. А имам примера Либи сега да си кажам. Сепак и годините се тие што би кажал единствен ветеран сум во Македонија што освоил 4-то место на светско првенство. Така. А кај нас после 40-та можеби некој си вежбуцка така, меѓутоа многу од луѓето се откажуваат од вежбање. Мисля да го направил 40, ако направил пример 2 деца и готово он завршил со животот. Не бе, друже, животот идеме понатаму. Затоа си ни ти пример како треба да се изгледа нели и да се работи по 40-та година, односно мажите треба да имаат пример во Драган како треба да се работи. Целта ми е само ќе кажам би бил задоволен ако 1% од македонската популација, тоест од помладите генерации да речете ако со вежбање да бидеме како Чичко Драган, па и подобри од него, зошто да не? Зошто да не бидам на некој пример помлад идол или не мора идол да бидем чисто како пример за да видим. Ние додека сме биле мали не сме знаеле ништо, сме имале да речем слики од Шварценегер, само сме вежбале со еден другар во теретана во подрумски простори, значи шипките не се факеле што било ладно. Значи верувајте, ние сме имале ракавици, меѓутоа ајде ќе се вежбаме, сме вежбале, сме били упорни. Така, тоа е најважно. Режија, дали може да го видиме сега видеото и од Ката? Ја видовме и Кате со дел, односно со извадок од некои нејзини сцени. Кате, веќе те прашав во однос на актирството, нема да те прашувам тоа, можеби како за крај на оваа емисија, кој е фидбекот што го добивате од вашата работа и од тоа што сте биле? Најтешкото прашање на крај дојде. И би било брутално искрено повторно ако кажам ништо. Ништо не добивам, затоа што сметам дека со она што јас го имам, со балетот, со глумата, дека можев многу повеќе и дека не добивам никаков фидбек. Апсолутно. Осем оделена. Јас не би се служила затоа што сметам дека публиката те сака, дека го имаш тој фидбек како ништо друго од публиката и од твоите обожаватели, гледачи. Обожаватели, добро да, ама сепак мислам дека се уште не разграничиле што сум, која сум, како сум, затоа што се уште некои ме гледаат уште како балерина, некој само глумица, не знаат дека сум балерина. Некој како водителка и мислам дека тука се работите кај нас изместени од секоја гледна точка и поради тоа не го чувствувам. Да, имам бенефит сама за себе, за свое задоволство, затоа што го работам тоа што го сакам. И дека повторно да се родам, повторно би било истото. И повторно би сакала и балет и глума. Доволен фидбек. Ништо друго, не би било ништо друго во животот. Апсолутно. Драган? Па тоа сега го размислав. Јас бил задоволен со луѓето што честитаат на успесите што ги постигнувам. Знам дека се многу малку, меѓутоа тој што честите е секогаш искрен. И мене тоа ме исполнува едноставно, како што рековме секогаш, јас сум со таа позитивна енергија, иако не е возвратена од луѓето за жал. Меѓутоа ќе се трудиме ние да ги наоѓаме нашите луѓе што се позитивни и да се дружиме со нив. Фидбекот
Ајте, имам клиенти, што се вика, бидејќи сум и персонален тренер, те повикувам и кој е заинтересиран може да се јави преку тебе во студио. Така, сакам едноставно да се грижам за луѓето, да внимаваат на нивниот изглед, сепак некој ќе рече еднаш се живее, не, јас ќе кажам нека секој ден се живее, еднаш само се умира и зошто ние да не Треба да се живее животот до да си едноставно како секој ден да е поставен. животот. Така, да. Така е. Им благодарам на моите вечерашни гости за тоа што беа први гости во Фидбек. Јас и Кате за крај ќе ви изиграме една numera од нашето време од Ребис, неколку чекари. Јас ќе ви гледам само. Succeed. My perception is altered. I do believe faith is so strong now, nothing shall